Заедно да носиме одлуки за нашата татковина, нашата Македонија. Секој конструктивен предлог на опозицијата ќе биде прифатен. Премиерот Христијан Мицкоски на денот на македонската револуционерна борба повика на обединување на сите во државата. Според него, имал политички противници кои единствено гледале како да извадат некоја изјава од контекст, на начин со кој влегуваат во магичен круг на обвинувања, играјќи на картата на кратко помнење на македонските граѓани. Па ќе кажат, овој го призна Преспанскиот договор, овој кажа Северна, тој не кажа Северна, и така влегуваат во еден магичен круг на обвинувања, политика која што се води ден за ден, играјќи на картата на кратко помнење на македонските граѓани. Ајде да се обединиме и заеднички да носиме одлуки за едината, бидејќи друга татковина немаме, освен оваа наша заедничка Македонија, која што ја сакаме најмногу на светот. Затоа јас им велам дека секој ваш предлог, кој што е конструктивен и кој што е во оваа насока, ќе го прифатиме. Мицкоски порача дека се надевал на мандат во кој ќе се работело на реформи, но сепак Македонија како и секогаш е заглавена во билатерални спорови, односно соседни држави кои сакаат да ја пишуваат нашата историја. Вели доколку не биле тие проблеми, државата одамна ќе била членка на Европската унија, ги повика граѓаните да не дозволуваат апатијата да ги проголта и да не ги водат алузии дека сите не пристигнале, а нас не бивало. Суштината на нашата борба и нивната на историското ВМРО е буквално иста. Историјата треба да сближува, а не да разединува. Затоа сакам овој ден да го славиме сите, и левата, и десната страна од политичкиот спектар. Затоа што ВМРО е и нивна историја. Во ВМРО и тогаш имало поделба на леви и десни. Ние мора самите да се свртиме кон себе, да се цениме повеќе, да веруваме во себе. Во Музеот на македонската борба за државност и самостојност се одржа свечена академија по повод денот на македонската револуционерна борба. Покрај премиерот таму беше и претседателката Гордана Силјановска-Давкова, министри од владата, представници на локалната самоуправа, пратеници од собранието, а го немаше лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче.